Во недела ќе се одигра надпреварата од последното 30-то коло од втората македонска фудбалска лига, а во оваа коло ќе се решаваат дилемите која ќе биде втората екипа која заедно со веќе отпаднатиот Карорман ќе испадне во трета лига, која екипа ќе игра бараж за опстанок, а кои две екипи директно ќе се спасат. Едно коло до крајот, 3 бодови во игра, а 4 екипи се грозени. САС е во најтешка ситуација како предпоследен со 26 бодови на своето конто, а рударите во последното коло ќе мора да триумфираат над Вардар Неготино, но и ќе треба да ги сочекаат резултатите од нивните конкуренти за опстанок. Тетекс е на 14-тото место или во бараж зоната за опстанок, а во последното коло што фарите ќе играат против Башкими во Куманово, каде Тетекс ќе има да освои 3 бодови бидејќи има полош меѓусебен дуел со Осогово. Токму жетварите откочени се на 13-тото место или во безбедната зона за директен опстанок со 27 бодови колку што има и Тетекс. Во последното коло Осогово на домашен терен ќе игра против веќе новиот праволигаш Пелистер. Победа е на 12-тото место со 28 бодови на своето конто, а во последното коло ќе игра против шампионот Беса кој за прв пат ќе игра во првата лига. Прилепчени лани игра во првата лига, а оваа година мака мача да ја спасат сезоната и да останат во втората лига и следната сезона. За таа цел, Прилепчени против Беса ќе мораат да барат бодови. Според моменталната ситуација, победа и со бод може директно да остане, а може да игра и бараж за опстанок во зависност како ќе одиграат останатите екипи, но може и директно да испадне. САС и Тетекс имаат полесни противници во однос на Осогово и Победа кои играат против квалитетни екипи. Многу математики и комбинации се можни во игра во оваа 30-то коло како последно коло со што ќе заврши сезоната. Секоја екипа може директно да обезбеди опстанок, секоја екипа може да игра бараж, но и секоја екипа може директно да испадне. Во недела со почеток од 17 часот ќе се решава која ќе биде втората екипа која е со веќе отпаднатиот Карорман од Струга ќе заигра во третата лига следната сезона, која екипа ќе игра бараж за опстанок, а кои две екипи ќе имаат среќа и ќе обезбедат директен опстанок за следната сезона во втората македонска фудбалска